ги погледнете сите чекори што се потребни за да се симне програмата и за да се инсталира. Ќе рековме, може да се користи на вашиот компјутер или на вашиот смартфон, да се користи преку вашиот прелистувач доколку не сакате да инсталирате, доколку работите на различен компјутер што не е ваш личен, можете и да користите прелистувач, односно Google Chrome, Mozilla, Opera и на тој начин да се најавите на Microsoft Teams. Или рековме, можете да ја симнете апликацијата на вашиот мобилен телефон преку Play Store или преку Apple телефоните и да си ја инсталирате, да ја користите. Уште еднаш ќе споменам дека препорачано е да се користи, барем од наставниците да се користи на вашиот компјутер како инсталирана верзија, бидејќи таа верзија е најстабилна, може да се надоградува, периодично, како додаваат нови работи, можете да си ги надоградувате. Најстабилна интернет врска нуди, така да препорачливо е да се користи како инсталација на вашиот компјутер. Добро. Сега ќе зернеме да видиме што се е потребно за најавување на Microsoft Teams. Да, чекорите за сите што се уште немаат инсталирано Microsoft Teams, ќе ги имаме во вид на видео и ќе ви ги испратиме до вашите мейл адреси, но и ќе имаме презентација како да ја инсталирате, да го инсталирате софтверот на вашиот компјутер. Сето тоа ќе дојде во вид на видео, така да следниот пат, сега сте повеќето од вас најавени како гости. Некои од вас, доста од вас имаат и користични сметки и сте најавени, но сите тие инструкции ќе ги имате добиено на вашиот мейл, така да ќе можете во било кое време да си ги погледате, да си ја вратите снимката, да видите доколку имате некој проблем, да се вратите и да видиме каде сме сгрешиле. Добро, се што е потребно за најавување, рековме дека ќе ви ги испрати вашето училиште, бидејќи се веќе припремани сметките, ќе ви ги испрати на вашиот мейл, а тоа е вашето корисничко име, кое, како што можев да забележам јас, доаѓа име.презиме мајмуче gp.edu.mk, значи вашето корисничко име и вашата привремена лозинка, во зависност од тоа како ви се направени сметките, се извинувам, можете вашата привремена лозинка, која што потоа ќе треба и да ја промените со нова лична. Односно тоа се случува само првиот пат кога ќе се најавите, ја променувате вашата лозинка со нова лична лозинка. И таа лозинка ви останува запомтена на компјутерот, следниот пат ја користите таа лозинка. Добро. Ќе погледаме неколку видеа за да видиме како да се најавиме на овие неколку начини кои што ги споменавме, односно најавување од прелистувач, како што се Google Chrome, Mozilla и слично. Потоа, како да се најавиме со симнување на оваа апликација на вашиот компјутер и како да се најавиме од мобилен уред, односно од вашиот смартфон. Ја пуштиме едно видео да изгледаме, односно 3 видеа се тоа. Првото видео е како да се најавиме од прелистувач, односно од браузер, Google Chrome, Mozilla или слични
браузери кои што ги користите. Слободно пишете ми доколку имате проблеми со видеото, сега ќе го пуштиме. Значи, најпрвин, кога ќе го отворите линкот кој што ќе ви биде за користење во браузерите, ќе имате еден линк кој ќе го кликнете тој линк, ќе ви се отвори оваа страна за најавување. Во првото поле, како што гледаме на видеото, го впишуваме вашето корисничко име, односно оној имейл кој што ќе ви го испратат за најавување. Значи го впишувате вашето корисничко име. И одиме на копчето Next. Во следното поле ја впишуваме лозинката. Не знам на кој начин се направени вашите сметки, бидејќи има два начина. Едниот начин е да користите привремена лозинка што ќе ви ја испратат, а потоа вие да си ја смените со ваша лична. Доколку е тоа случајот, сега ќе дирнеме кој е чекорот за промена на вашата лозинка во ваша лична лозинка. Ја впишуваме лозинката во оваа поле, кликаме на Sign In. Доколку имаме нотификација, можеме да ја исклучиме. Во првото поле горе ја впишуваме лозинката која што ни е привремена. Она лозинка што ќе ви ја испратат вашите администратори на мејл. И таа лозинка се користи само еднаш. Потоа во второто и третото поле ја впишувате вашата нова лозинка, односно вашата лична лозинка. И препорачано е таа лозинка да си ја запомтите некаде, да си ја запишете, бидејќи не смееме да ја заборавиме. И кликаме на Use the web app instead, односно сега е сменен логин скринот за најавување, но исто пишува, мислам, Use the web app instead. Значи, доколку кликнете на Use the web app instead, ќе ја користите веб апликацијата. Доколку кликнете на ова синото копче, ќе ја симнете апликацијата на вашиот десктоп. Тоа беше првото видео. Сега ќе дзирнеме следно видео со најавување, со симнување на компјутер. Добро. Значи, штом ви ги испратиме овие линкови со информации, ќе имате линк кај што ќе пишува download за Microsoft Teams. Оваа верзија можете да се ја симнете на вашиот десктоп, односно кога ќе ви се отвори линкот, ќе имате едно сино копче каде што пишува download for desktop, односно можете да се ја симнете оваа апликација на вашиот компјутер. Кликаме на тоа копче и чекаме да ни се отвори уште еден скрин. Кликаме Download Teams, го симнуваме каде што сакаме, односно најдобро е на вашиот десктоп. Штом ќе се симне, ја отвараме инсталацијата. Ја инсталираме апликацијата со кликање на Next и ќе ни се појави пак ова прозорче каде што треба да се најавиме. Значи многу лесно во неколку чекори и тука пак ја внесуваме нашето корисничко име кое што ни е испратено.
кликаме на копчето Sign In. Штом сме го впишале. И пак како претходниот случај ќе ни се појави внесување на привремената лозинка. Доколку веќе сте ја смениле, веќе нема да ви се појавува привремена лозинка. Кликаме Sign In. И ќе ни се појави пак оваа форма каде што треба во првиот ред да се внесе привремената лозинка, во вториот и третиот ред ќе се внесат вашите нови креирани лозинки, односно вашата лична лозинка, која што секако ќе си ја запомтите. Значи внесуваме привремена лозинка. Вашата нова лична лозинка и ја повторуваме истата ваша нова креирана лична лозинка и кликаме на Sign In и ќе не одведе до апликацијата. И ќе погледаме уште едно видео каде што ќе ни прикаже како се најавуваме со симнување на вашиот смартфон, односно како апликација на вашиот смартфон. Добро. Значи, за да ја симнете со вашиот мобилен телефон, односно смартфон, одите прво на иконката Play Store. Кликате на неја. Во полето за претражување ќе си запишете Microsoft Teams. И кога ќе ви се отвори таа апликација, ќе ја инсталирате. Кликате на Install и чекаме за да се симне и за да се инсталира. Да, после инсталирање можете од тука да ја отворите, можете и да навратите назад и да ја пронајдете иконката на вашиот десктоп, на вашиот мобилен уред и кликаме Open. Кликаме на Sign In и пак оди истата процедура, односно во првото поле го внесуваме вашето користничко име. Кликаме Sign In. Чекаме да се вчита. Го внесуваме, односно ја внесуваме нашата привремена лозинка. Овој пат не мора да ја запомтиме привремената лозинка. И процедурата оди пак исто, односно се внесува во првото поле привремената лозинка, во второто поле вашата нова креирана лозинка и во третото поле пак се потврдува вашата ново креирана лозинка и секако ќе си ја запишеме или запомтиме некаде лозинката за да не ја заборавиме. Добро, значи овие видеа се однесува на прво најавување, односно доколку ви ги испратат сметките, прв пат се најавувате со вашата привремена лозинка и нели ќе ви се појави оваа опција каде што можете да ја смените со ваша лична лозинка. Гледам дека некои од вас се веќе најавени, така да дали може некој да ми потврди дека имате привремени лозинки кои што нели како начин на најавување, еден од начините?
Да, само на почеток се појавува и веќе кога ќе смените лозинката што ќе си ја стави секој лично. Само еднаш се појавува привремено на почеток. Така. Значи, тие се привремените лозинки се креирани за да не се злоупотреби од некој друг. Така да си креирате ваша лична лозинка, што ќе си ја запомтите, запишете некаде, тоа е многу важно, и ќе си ја користите од понатаму само таа лозинка. Добро, дали има нешто нејасно до тука? Не. Уште еднаш ќе напоменам дека овие видеа, односно линковите до овие видеа, заедно со сите линкови за најавување и за симнување на апликацијата, ќе ви се испратат на вашите имейл адреси, така да ќе си ги имате секогаш кога да ви притребаат во еден документ. Така да ќе знаете доколку, како што реков, доколку тука не се гледа на онлайн обуката, можете да си ги пуштите тие видеа, да си вратите кај што доколку заглавите на некој место и да продолжите. Добро, ако нема некои прашања или нешто нејасно, може да продолжиме и понатаму. Ќе почекаме неколку минути доколку некој сака нешто да праша. Се извинувам, Даниел, во позадина слушам некои други гласови, значи тоа се меша со вашето зборување. Да, затоа ве замолив јас, како ќе ни стане тоа едно искуство, штом ќе се најавите, доколку некој зборува, ние потребно е да ги исклучиме нашите микрофончиња и нашите камери. Значи, секој од вас или пак организаторот може да ги исклучи сите микрофончиња, така да нема да се мешаат останатите звуци. Јас ќе пробам да ги исклучам сите микрофончиња, бидејќи има опција, а вие ќе ми кажете дали пак ќе слушате звуци позадински. Мислам дека се исклучени сите. Дали се слуша пак? Да, се слуша, Даниел, ама вас ве слушаме во позадина како понапред да одите со некое зборување, не знам. Добро. Само да видам дали се. Тоа е веројатно, Лени, до интернетот кај тебе, кај мене е окей, се слуша. Супер, веројатно. Не, понапред ми оди, значи, ово што го зборува ова, јас веќе го имам слушнато во позадина. И не знам што. Кај мене е окей. Кај мене е во ред, да, и кај мене е во ред. Добро. Еве го слушам добро, колеги, на пример. Ќе се јавам и јас, Ленче се има 2 пати вклучено, поради тоа, значи 2 пати го има активирано вклучувањето и поради тоа на 2 пати се слуша со фонија. Нека исклучи еден од прозорците. Така. Да, доста добра забелешка, бидејќи ова ќе ви се случува и со онлайн наставата и со учениците. Ќе ги замолите исто така, доколку работат на компјутер, да користат само една верзија на најавување, односно дали тој ќе биде десктоп софтверот, апликацијата или пак браузерот. Двата одеднаш не се компатибилни и ќе се случува ваква фонија, значи ќе слушате прво од десктоп апликацијата, па потоа и од браузерот, така да за да нема конфликти, исклучете ги останатите уреди, браузер или апликацијата, значи може да се следи онлайн обуката само на еден од нив, така да нема да имате дополнителни проблемчиња. Може да пробаме. Ајде пробајте да видите дали сте вклучени со 2 сметки, односно може би сте вклучени и на апликацијата најавени и на браузерот како гости.
Добро. Дали е се во ред сега? Да. Супер. Значи, ова ни е едно искуство плюс со пробување ќе научиме се што може да се јави како проблемче. Понатаму ние видеоколот ни е планиран за последна лекција, така да вие ќе бидете веќе спремни кога ќе ги научиме сите функции на видеокол. И ќе знаеме сето она што може да се јави како проблем, како да го надминеме. Добро. Вака. Доколку немаме проблеми со најавување, односно немаме нејасноти во најавувањето, може да продолжиме понатаму и да ја разгледаме апликацијата, да видиме како изгледа Microsoft Teams апликацијата. Да видиме кои се незините основни елементи. Добро. Сега јас ќе споделам мојот Microsoft Teams, мојата Microsoft Teams сметка. Ќе ве замолам само да потврдите дека ја гледате движење на глувчето. Во ред е, Даниел. Одлично. Така, поради интернетот можеби ќе има мало задоснување со тоа што го прикажувам и тоа што се случува на екранот, така да ќе пробам јас побавно да зборувам за да може да нема толков дилеј, односно толку задоснување. Сега ќе ги разгледаме основните менија и апликацијата во целост, да видиме за што се работи, што е тоа Microsoft Teams и денеска е предвидено основно само да ги пролистаме сите овие копчиња. Вака, вие гледате сега целата работна површина на оваа апликација, во која што ќе се одвива целокупната наша работа. Која ќе отворите апликацијата Microsoft Teams, дали преку браузер, односно прелистуваш, дали како инсталирана на вашиот компјутер, ќе ви се појави ова. Во горниот десен агол ни се наоѓаат нашите опции за Microsoft Teams, односно дали ја гледате оваа иконка сите? Горе десно, до копчињата за минимизирање и исклучување се наоѓа на иконка, која ќе ја кликнете, ќе ви се отвори едно прозорче и тука имате некои опции кои што можете да ги промените веднаш на стартот. Односно, првата опција е нашиот статус. Што значи тоа? Вие сте забележали и во другите апликации, односно можете да го наместите вашиот статус, односно дали сте достапни моментално, дали сте зафатени, да не ве вознемируваат и така натаму. Значи тоа е опција. Потоа можете да поставите една порака за вашиот статус моментално, односно можете да запишете дека ќе бидете отсутни тој период или пак кој период ќе можат да ве контактираат и така натаму. Значи тоа е ваше индивидуално. И гледаме едно копче кое што пишува Settings, односно има иконка клуч. Кликаме на него и ќе ни се отвори уште
уште едно прозорче каде што имаме повеќе опции, односно напредни опции. Ние ќе разгледаме две од нив, односно менување на тема. Ние моментално ја користиме основната, односно светла тема, но доколку некој сака, може да ја смени темата со темна тема или со голем контраст. Тоа е ваше, нели, секако индивидуално размислување. Друга опција која што сакам веднаш на почетокот, вие штом ќе влезете во вашите сметки да ја направите, е да избереме како да ви ги дава, како да ви ги прикажува вашите одделенија и групи за работа. Дали сакате грид, односно да ви се отвараат во посебен прозор со повеќе, со поголеми иконки, или пак лист, односно да ви се прикажуваат како листа која што секогаш ќе ви биде на дофат кога ќе влезете во вашите одделенија, односно тимови. Јас предпочитам да ја користам лист, бидејќи не морам да се враќам секогаш во одделенијата за да избирам едно одделение, односно ги имам сите одделенија во една листа секогаш на дофат. Ќе разгледам уште една опција, односно гледам дека некој од вас веќе ја користат, односно промена на вашата профилна слика, би можело и би било добро за да си поставите лична индивидуална фотографија. Кликаме, рековме пак на вашите опции, горниот десен нагол, и кликате на Change Picture и ќе ви се отвори едно прозорче каде што ќе можете, каде што ќе имате две опции, односно првата опција е да прикачите фотографија ваша од вашиот компјутер, или пак да ја избришете вашата моментална фотографија. Ќе имате Upload, каде што можете да кликнете и да изберете од вашиот компјутер или вашиот мобилен уред, или пак, доколку не ви се допаѓа некој од нив, да ја отстраните. Добро. Microsoft Teams апликацијата можеме да ја поделиме на два дела, односно еден дел кој што се наоѓа на левата страна, кој што ќе го наречеме мој простор. Овој простор е лично за вас, каде што само вие ќе можете да го менаџирате, да работите. И десно просторот кој што го нарекуваме нашиот простор, односно тука ќе биде просторот за работа со вашите ученици, вашите колеги и така натаму. Значи, овој простор се нарекува нашиот простор и лево рековме мојот простор, односно вашиот личен простор. И на левата страна во мојот простор, односно нели ги поделивме на два дела, во левата страна во мојот простор се наоѓа една лента со апликации. Односно, ова се иконките за апликациите кои што ќе ги користите, кои што претходно ги споменавме. Само момент да видам. Добро. Чи рековме, лево се наоѓа лентата со апликации, кои што преска ги споменавме претходно, односно нашите главни апликации кои што ќе ги користиме во текот на нашата онлайн настава. До него се наоѓа и подменито на лентата со апликации, односно споредното мени кое што се однесува на левата лента, односно на лентата со апликации. Кој ќе кликнеме на некоја од овие иконки од овие апликации, ни се отвара
подменито каде што можеме да менаџираме со таа апликација. Еве, на пример, кога ќе кликнеме на Teams, ни се отвара во подменито нашите одделенија. И десно, односно на десната страна се наоѓа нашиот простор, рековме, кој што е вашата работна површина и врз вашата работна површина каде што ќе работите се наоѓа и навигацијата со менија кои што ќе ги менаџирате, со кои што ќе ги менаџирате вашата настава. За нив ќе позборуваме секој од нив посебно во следниот час. А сега да ја разгледаме и нашата лента со апликации. Односно, рековме, се наоѓа на најлевата страна. Најгоре се наоѓа копчето Activity, односно кога ќе кликнеме на него, тука ќе ни се појавуваат сите наши активности од сето она што се случува во нашите одделенија, онлайн часови, споделување на фајлови, разговори и така натаму. Значи сето тоа ќе се појавува во Activity, односно активности, преведено на македонски. Втората иконка е иконката Chat. Кога ќе кликнеме на неа, ни се отвара четот, односно разговорите. Вие веќе имате искуство со чат, бидејќи користиме Facebook чат, односно Facebook Messenger и слични, и Viber и така натаму. Така да веќе ви е јасно за што се работи. Во четот можете да комуницирате со вашите ученици, вашите колеги, вашите претпоставени. Значи, дали сакате индивидуално или пак групно, доколку сакате со некој од вашите ученици да поразговарате, доколку сакате со група на ученици, например, сакате, еве како пример ќе дадеме, сакате да спремате неколку ученици за надпревар и сакате само со нив да зборувате, можете да ги додадете во чат група, односно група за разговори и да разговарате само со нив. Одиме на третата апликација, а тоа е апликацијата Teams, односно апликацијата која што најмногу ќе ја користиме. Една од најкористените апликации, а тоа е нашите одделенија. Значи, во Teams, односно групи, тимови, можете да креирате одделенија, групи, дополнителна настава, група за дополнителна настава, група за додатна настава, група за надпревари, група за актив со вашите колеги. Значи, сето тоа е индивидуално, како ќе одлучите вие и како ќе замислите. Ние од следниот час веќе ќе ви дадеме некои сугестии како сме работеле ние со тимовите и со одделенијата, така да ќе биде лесно за да менаџирате со секој одделение посебно, да им задавате тестови, наставни ливчиња, работни задачи, да комуницирате со нив, да споделувате видеа и така натаму. Значи, подетално ќе зборуваме во следниот час. Понатаму одиме со assignments, односно тоа значи задолженија, задачи, наставни ливчиња. Овде би можеле да ги креираме нашите наставни ливчиња, нашите задолженија, нашите задачи, кои што се однесуваат за нашите одделенија. Секако тоа ќе го поминеме подетално во некој следен час, мислам дека третиот час. Понатаму
се наоѓа апликацијата Календар, односно ова апликација ни овозможува да да креираме видео состаноци и да закажуваме видео состаноци, односно онлайн часови, можеме да разговараме со нашите колеги, да одржуваме совети онлайн и така натаму. Значи, на календарот можете да закажете состанок, односно онлайн час за определен датум, односно исто како што правиме сега, моментално. Ова апликација, односно Calls, нема да ја користиме, но апликацијата Files ќе ја користиме, односно тоа се сите наши документи кои што ќе ги креираме или со учениците, со нашите соработници, со нашите колеги и така натаму. Значи ќе се наоѓаат во апликацијата Files. Дури можете да поврзете и Cloud Storage, односно доколку имате креирано OneDrive или пак Google Drive, можете да ги поврзете тука и директно да ги споделувате вашите фајлови. Тука ќе ги има сите оние фајлови кои што веќе сте ги споделиле вие со вашите колеги, со вашите ученици, или пак вашите ученици со вас. Значи ќе се излиста тука сите. Добро. Јас предлагам, доколку е во ред, да направиме една кратка пауза помеѓу овој час и следниот, и потоа продолжуваме со тоа што вас најмногу ќе ве интересира, односно креирање на групи, односно креирање на одделенија. Дали е во ред? Би направиле една мала пауза од неколку минути и се враќаме. Благодарам.